Здраво, драги мои пријатели и пријателки. Добри сме, фала на прашање. Малку се шлаам низ студиово и низ телевизијава, додека да седнам на мојата позиција и го следите малце од мојот мобилен, идам лайвстрим, кај ние сте вие, без ова ја не можам да живеам. Така, ова е нашата кујничка. Тука е најбитното место, затоа што, еве да ви кажам, ова е собирниот центар. Секоја криза, емоционална, психопатолошка, овде се лечи. Лавацава ни е главното место за сите оние наши потреби за задоволување, тоа е качување или спуштање притисок и слично. Канцелариите, така е една канцеларија, на уредникот овдека, на редакцијата. Овие нормално се полни од сабајле, има колку 5-6 луѓе. А вечерва е, нели, како и секоја вечер, една прекрасна, убава атмосфера. И тука се и книгите од Џорџ. Да, еве ги книгите од Џорџ, сега да ги видиме малку. Еве ги. Македонска империја. Па ги се раздадоа скоро сите, затоа што, нели, после све она што ни се случи, ова стана и опасно и некоректно. Имам уште, ако некој сака, можам и да го почестам. Имам уште една многу интересна едиција. Џорџ има издадено, тоа се има тука доста и на многу гледачи, на многу гости имаме подалено, а тоа е воени генерали од Македонија. Монографија. Така што ова е една единствена вака. Сите наши генерали се овдека во оваа монографија опфатени и така. Ако би требало ја сега негдека да отидам, треба да се вратам во студија. И така, овдека ни е рецепцијата, тука е мадам Сузан. И овде не кажујте никому, го внесов мојот точак, велосипед, на електричен погон, јас сум батеријата, Тесла и така. Ето. Вие добри сте, бе? Шо правите? Шо се дешава? Шо ќе правиме вечерва? Спремате утре да му ја побегнете после работа, затоа што во петок е, нели, големиот празник на Македонија, денот на независноста, кој најверојатно ќе го прославите на некоја од плажите ширум нашата Македонија, например Гоа. Знаеш, ако веќе идеме по стапките на Александар, да, веќе сме во студио, еве може и студиото малку да го видите, тоа е и Дејан позади камера, поздрав, чао Дејан. Тоа ми е мониторот, ова е камера 1, камера 2, камера 3, она е горе камера 4. Шиткам пијано, Ямаха, некористено, еве го овде. Океј, врати. Ме имаш звук? Да, океј. Безболно беше, болеше. Од почеток малце боли, после Што викаше мате другар ми, еден кој ќе влезе, сите ќе влезат после. Да, го прекинав лайвстримот, најверојатно не сакајки нешто притиснав, ама и не е битно, па кому му е потребен лайвстрим? Вам сигурно не. Но, добро. Океј. Дали испровоциравме некого за нешто? Па појма немам. Во секој случај, лайвстрим е убава работа. Зошто? На овој начин, што јадев бурек вчера во моите тиради? Нели? Паламудење. Што е паламудење? Тоа е потреба на човек да збори многу, а не кажува ништо. Тоа сум ја. Значи, ја ви викам да ме затнете.
Има негде нешто настан, нешто се случува, било каде, било што. Направите си лайвстрим на вашиот Facebook профил. Само пратете ми линк, ќе ве уклучам у емисија. Уклучете се преку Виберот, уживо со камера. Што е проблем? Може од кафана да се јавиш, можеш од автомобил да се јавиш, можеш да се јавиш од спална соба, можеш од кенефот да се јавиш. Магаре дури јаваш можеш да се јавиш, бидејќи сега више сите имаат како се вика, сите имаат мобилни телефон, како се вика, Бог да чува. Онако кажеш да слайфуваш и не знаеш што да кажеш по паметно. Океј. Ова беа надчовечански напори, бидејќи ме убедуваа дека ова е невозможно да се направи. Ето, може да се направи, така да Јади Бурек може да иде од било каде, било кога и било како. Затоа што формата не е битна, битна е суштината. Суштината ја можам нешто да придонесам, но повеќето од вас можете да ја направите и да ја дадете и со вашите коментари и вашите јавувања. Ова е пред се контактна емисија. Имам неколку закажани интервјуа, ќе бидат во наредниот период, здравје Боже. Во меѓувреме ќе тераме како што ќе тераме. Можеш да ги дадеш да, овдека треба да го ставам телефонот мој и можеби ќе се вклучам повторно у лайвстрим. Што ја знам, што да трошам па батерија? Арч било. Немам гајле. Ама, знаете како, сирџиите од Facebook, па и не се нешто интерактивни, така што мене ми треба комуникација со вас. Лоша или добра, било каква, било што да слушнам. Избегнувајте ме да ме повикувате мене, да ме прозивате телевизијата. Не мора ни да не фалите. Јави се како репортер. Здраво, јас се јавувам од бачилото на стокопромет. Еве, овдека во стокопромет во овој момент ние имаме застој во музењето на кравите. Сакаме да кажеме дека Перо електричарот го викнавме, избија бушоните и веќе не работи машината за музење. Јанко, сакам да кажам дека го тужевме, Перо не доаѓа на работа, платено му е и сакам преку емисијава да се... После, добро, нема проблем, Перо се јавува, ништо не платиле. Така што, темите се ваши, тезите се ваши, ја можеби, ако евентуално нешто да ве илустрирам. И после 20 од 2001, више не можам ни да бројам. Година, пак се објаснуваме како треба да правиме емисија. Вака, стави ги телефоните, која ќе можеш, не се брзај, полека, уживај, имам прилогче, нешто ќе пуштиме и така натаму. Пушти ги телефоните, кога ќе ти звони телефонот, уклучи го директно кај мене. Значи, ни почекајте, ни стишете го телевизор, ја ќе се расправам. Ти само слушај ме мене. Ако ти речам, пушти го, пушти го. Што ќе правам муабецо? Уопште, вие, екипо, да уживате. Како да сте у спа. Ти уживај тука, ти горе само уклучи и исклучи. Толку, нема што да се мачите. Емисијава мора да биде што е можно поедноставна. Ако ни дојде некојаш да правиме керефеки, why not? Ете ја правиме сега во наједноставна форма. Браво, ете ги бројвите, а ја што имам да ви пуштам малце некој прилогче, некои интересни работи. Звоната. Абе, сакав Пентагон направи веб страна за НЛО. Пентагон објави дека имале дефинитивно средби со неидентификувани летечки објекти кои се надвор од можностите на технологијата на човештвото и немаат објаснување зашто. Значи, никој не збори дека се елиен или што се, но пилотите што ги снимиле и веќе е објавено тоа. Најверојатно се ближат избори, Трамп ќе победи, затоа што еве веќе почнаа да ја бустаат и почна. Пушти го у програма. Ајде. Почнаа да бустаат и ковидот. Ало, добро вечер. Добро вечер, Јанко.
Повелете во програма сте гледач. Се јавувам, Малце погласно. сакам да позборам малце. Гледам дека граѓаниве, не знам зашо не се јавуваат, да кажат, јас сакам да спомнам нешто за онкологија. Тоа што се деси тамо, тоа е тие што го направија тој криминал, доколку се докаже дека стварно го направиле, треба да бидат судени како не за обид за убиство, него за убиство. И не знам кај ќе им оди душата на тие криминалци што не земале за да препродадат и да земат пари, да спечалат од тие лекови. Они душата на болниот човек ја земале. Идиоти, гнасини, гнасосани. Не знам како да употребам некој збор да не звучи вулгарно, но не знам. Може совет да ти дам за псуењето и на тебе и на сите? Не знам да ти кажам, Вака, Јанко. ако ти доаѓа да опцуеш, опцуј на туѓ јазик. Не си го погани својот јазик, а и по закон не е дозволено опцуење. Али, например, можеш да кажеш фрак. Еве, не мора да кажеш фак, ама кажи фрак. Ти текнуе? И нека излезе од тебе, од тие тоа од гнев, не од вулгарност. И те разбирам. Не знам, овие што го сториле ова, тоа било со години правено така. Тие намерно тој систем го укинале за следење на тие лекови, за да може да крадат. Значи, тоа намерно свесно е направено. И оваа влада си ќути. Они знаеле, секој министри, Венко Филипче и после Венко Филипче и овој сега, сите знаат дека тој систем е стои тамо трнат од функција, за да може да крадат. Тоа они намерно го знаеле. И неќе да го вратат назад тој систем. Тој систем е донесен во времето на ВМРО. Значи да се знае лекот како иде, во кој пат целото негово движење и право во правиот лек да се го добие тој болен човек, напатен тамо што отишол, а не како што зборат да им ставале физиолошки раствор. Па ако е точно тоа, бре, па кај ќе ви оди душата, бе, криминалци, па санамо, не знам што да кажам, Јанко, треба да се уапсат и да скапат во затвор, да не излезат од затвор, страмота. И тамо, таа болница, целата болница е катастрофа, бе. Али да речеме, например, таа онкологија е фактички најболното што може некој човек да го има. Па треба тамо да биде средено, бе. Зар немаат пари да стават некои убави фотелички, па да стават некој си тамо бесплатно кафенче или сокче на пациентите што ќе дојдат, па да има некој свеќенце, нешто испарвано убаво, клима да се пушти, а не луѓено да бидат како овци ставени во трло, па фрлени надвор, па плюси вчера гледав некоја изјава, па како не им е срам дошол човек од Евгелија за да прими тамо некоја терапија, му вика врати се, не си денеска на список, ќе дојдеш, вика од тогаш и тогаш. Па како може така, бе, човече? Тоа онкологија, јас бев тамо, поминав, видов, тоа е, како да ти кажам, една клиника која што не е средена никако, бе, катастрофа, бе. Ја не знам, сите клиники треба да бидат средена, ама тамо, бе. Не знам, и искочуваат на телевизија сега денеска во собрание се турка некој закон за да се намалат казните за она криминално деяние што го прават овие уназад се наредни 5-6 месеци злосторничко здружување. Па ова е злосторничко здружување, бе. Тој едниот го скинал тој ланец на следење на лекови, за да може другиот да ги краде лековите, третиот да не им ги дава на пациентите, четвртиот да ги продава у Косово. Тоа е злосторничко здружување, бе. И треба да скапат у затвор, а не денеска СДСМ, која ја продаде душата на ѓаволот
заедно на Дуи, за да може да крадат и да плячкат од овие болни луѓе. Како може така, и сега законот, ако некој сторил криминал за стоторничко дружување, не знам како, да се намали од 10 години да дојде на 2 години. Знаат дека се виновни. И знаат дека ќе ги следи казна. И знаат дека нема да добијат више на избори. И дека после изборите ќе треба да си одат. И шо прават сега? Дај да направиме, ако не стават у затвор, барем 3 години, ќе не помилува Педаровски тамо на 1 година, 3 месеци ќе идам по суди и ќе се мафтам и готово. А што правеа на овие луѓе за 27 април или за ова Гордана Јанкуловска, Милијана Киевски или за некој тамо луѓе, ги судеа секој ден по 20 сати. Јанко, по 20 сати, секој ден ги суде овие проклети. А нечовечко, па и да е некој си во затвор, има некој права, бе. Па има закон тамо колку дена треба да трае судењето. Не, бе, ова власт, не знам, ако дојде ВМРО на власт, нека му е мисли. Ја на нив им кажам, ќе им дишам у врат. Ова што го зборам сега, мак, тоа е ништо. Има да лупам на маса и ќе крекам и ќе рикам, ако не почнат да ги апсат, и све да им се земе. Све да им се земе до последно колено. Кои искочуват вчера, се фалат Вице Заев, пред неколку месеци тамо регистрирал филма за производство на струја. Па невидено, бе, крадење, какво може, бе? До вчера имаше менувачница тамо по 100-200 евра чарајуче на ден, сега милиарди, па уште дозвола добил со струја, исто и син му на Заев. Мајан Ѓушев и сите, бе, багра не биде, криминал, и нека му е мисли ВМРО. Ако не дојде, сигурно ќе дојде на власт, али ако не почне да апси, ќе бидат апсени. Ако не почне да апсат, ако прават дел под притисок на меѓународна, ќе ги брани овие, тоа сигурно, затоа што завршија работа, затоа и овие толку се вулгарни. Но ако не ги апси, ќе бидат уапсени. Груевски, нели, уапси пушти под притисок и на крај, еве го сега, у гепек мораше да бега. Овие се сите по затвори скапуваат. Тоа е тоа, човек. Или бескрупулозно за сите, и за себе, и за сите, и ние, пази, ја само ова ќе го кажам, ќе те оставам да збориш, нема друг на линија, затоа што можеш да се изнакажеш, издиши малку. Не е битно срање во кое го живееме, сиромаштијата, туку чувството. Ја ќе ви кажам, дека у Југославија имавме помалку избор, зошто толку ја зборам таа Југославија? Помалку слобода, помалку демократија, помалку квалитетна роба. А сите ја патиме. Зошто? Заради филингот. Имавме чувство дека има некаква праведно. Точно дека не беше праведно. Ама сеопштото чувство беше едно повисоко. Овде човек што добро живее не се чувствува така. Дали ме разбираш? И тоа не е заради медиуми, туку заради јавашлук што гледам. Човек, жена, комшика моја ја прегазија у најстрашна несреќа. Ништо не се смени. Барем контроли да имаше. Барем да ги прекинеа градежните возила да не возат сами по улица, бидејќи законски не сме. Не, све продужува по старо. Па шо човек ќе помисли, бе? Shit happens, несреќа, али барем да видиме дека нешто се дешава. Ќе ми покажат у Лондон, отишле црнци или дојденци или арапи или не знам кој, влегле на 20 души, оплячкале една продавница и се деси еднаш. Кај се сега тие? Појела их помрчина. Нема никој. Значи, системот функционира. Луѓето у Британија се осеќаат безбедни. Зашто? Затоа што овие ќе ги извадат од кондори додека не ги испоказнат. Да не ти падне на памет. Еднаш, два пати, три пати на крај и се построго и построго си казнуван. Ама казнуван си. Овдека ни еднаш не си казнуван. Продолжи. Ме слушаш? Да, повели. Напре малце пауза. Вака сега, значи, кој ќе дојде ВМРО на власт, подхитно
промена на суди, извршители, јавни винители, оној јавен обвинител што му седат на глава од дуи, што не сме ни да покрене една постапка, него Ранич Мерко ништо не му прави. Судот подхитно, ако треба и онаа румункана да дојде, да се сменат сите тие од дуи што се наставени од СДСМ, све, да се испоапси све, сите во затвор. И знаеш како што кажуваше Фрчковски, испоапси ги, набутај ги во затвор и од затвор да се брани, а не од домашен притвор па да се шета како овој у Изгейт и сегдека, да не му Рашковски, да не му може ништо си се шета него у затвор, од тамо да се брани. Како што кажуваше Фрчковски, така и кажал на Катица Јанева. Испоапси ги сите, стај ги во затвор како Милена Киевски. Притвор 10 години, тамо го држат 3-4-5 години и сега не му го признаваат како одлежано и сега мора... Тоа се слагам. Како што постапуваа со Милеја Киевски, така да постапуваат спрема и овие. Исто. И гледај, исто, и треба да гледам дека пратенициве ништо не зборат. Треба ВМРО да каже, пратеници од СДСМ, вие гледате како води седници овој. Утре кој ќе дојдеме ние, немој случајно да се буни тако, истото го правиме така. Ќе си ќутите, а не гледате што прави. Кога сака ќе закаже седница, кога сака, јас сум ги пцуе вработените, бе. Кај би има тоа у Запад, бе, председател на собрание, вработените ги пцуе, зашто не избројале вака, зашто не избројале онака. Па го имаше тоа на YouTube, на телевизија улеме. И тој се веќе ми кажа мене, јас како ќе кажам така ќе биде. Знаеш ли што им е финтата, Јанко? Цела игранка, знаеш ли што е? Сега да има само председателски избори. Да нема заедно парламентарни председателски. Што сакат? Цензусот на излезено за првиот круг за председателски и вториот е 40%. Они нема да гласат. Сите албанци нема да излезат. Само македонците што ќе искочат не може да направат 40% излезено. И што ќе направат? Председателот на собрание ќе биде председател на држава. А последните неколку месеци има договор СДСМ и ДУИ да имат албанец премиер. И што ќе биде? Албанец председател на собрание и премиер. Намерно ако биде Талат Џафери и председател на држава и председател на собрание, тој сам намерно ќе го кочи го Вратиме у кадар. Гледач, чекај, застани. Издиши, бидејќи викаше и у емоции збореше. Пола народ не те разбра што кажеш, ја те разбрав све. Значи, полека, посмирено, повторија целата теза на игранка што сака да направат со изборите. Вака сега. Значи, ќе направат да нема парламентарни и председателски заедно. Ќе ги развојат, како што ги кажа, првин ќе бидат председателски, па после парламентарни. И што ќе направат? За да излезат и да биде регуларен изборот, треба 40% да има излезеност. Албанците нема да гласат и нема да излезат на гласање и нема да се направи 40%. На што нема да излезат? На председателски или на парламентар? На председателски. Добро. И нема да се избере председател. Викаш нема да има консензус. СДСМ и албанците нема да излезат на гласање. СДСМ се договориле со албанците дека нема да излезат да гласат, албанците нема да излезат, само ВМРО и цел македонски народ да искочи, нема да може да направи 40% излезеност. И тогаш... Зошто не може? Затоа што нема толку граѓани, гледаш колку поради оваа криминална власт се иселија, секој ден по 50 автобуси излегуваат, 200.000 народ. Onda алал нека име. И сега, игранката е што? Кога нема да се избере председател, председателот на собрание, он станува и председател на држава и председател на собрание. И он ќе распише кога да бидат наредниот круг на избори. И намерно ќе го договлекува колку што може подолго и да се биде председател на собрание албанец, председател на држава албанец и премиер албанец, затоа што договорот на СДСМ и ДУИ е последните неколку месеци да имат премиер албанец. И така ќе си го тераат они со месеци и може и година дена да го тераат, додека ова
држава не ја уништат 100% да не постои. Затоа, не знам како ќе се направи оваа работа, али мора македонскиот народ да се освести на председателските избори. Сите до еден да излезат. Нема никој да рече што ми значи јас само сега, ако не излезам. зошто да излезат кога сам викаш дека и да излезат джабе? Ама добро да ако еве да речеме ако сите излезат, гледаш неговиот СДСМ ќе излезат, нема да излезат партиските војници. Ама има многу луѓе од СДСМ што се разочарани и ќе се свртат и ќе видат дека треба да го дадат збор. И затоа СДСМовец никогаш нема да дозволи да биде искористено нешто во корист на било кој друг освен неговата партија. Јас вчера видов слика на Facebook и ја споделив, ја пресподелив, ја видов слика каде што членови на СДСМ почнале да ги кинат членските книжки на СДСМ. Не, тоа е нема такво нешто. Добро, ај се не ми ја убиве поентата, молим те, диши малце. Немој ти мене за дишење да не те ставам на вештачко. Добро, убаво те прашувам. Уште малце ако се изневирам ќе бидам на вештачко. Слушајте ме вака сега. Значи, мора сите македонци до еден да излезат на избори и да го дадат гласот за кого? За СДСМ, ако го дадат, ќе биде полош. Единствено е ВМРО и опозицијата. И да се избере председател во првиот круг. И после е подруго. Друго што сакам да зборам. Значи, ова за онкологија кажав. Криминал, не знам кај ќе им оди душата. Ама на ВМРО му кажувам, све да ги испоапси и да се скапат во затвор. За избориве кажав, сега да кажам за другата болна тема за диабетичарите. Вака, овој министер што го ставија сега по наредба на Таравари, ја бев на протестот кога беше, јас сум диабетичар, знаеш, и бевме таму на протестот и не излаш. Јас сум диабетичар, не сум на инсулин, ама сум диабетичар. Јас сум на инсулин и бев на протестот, Јанко, и ни рече до 5 август ќе добиете игли. Тие се игли за на инсулинските пенкала. Ги нема. А до крајот на август ќе донесеме 100% ленти за мерење шеќер за сите диабетичари. А ќе гледаме да најдеме до крај на август за ранливата група дечиња да се најдат сензори за мерење шеќер. Вети, дури 2-3 пати го кажа тоа. Не дадоа ништо, ни ленти, игли дадоа само кој дојде прв зема едно 10 игли толку, ленти сега. Што направи? Криеле ленти, не ги давале и сега наводно, а имале намера тие ленти да ги дистрибуират на овие мали криминални аптеки за да може да ги продаваат. И сега бидејќи се побунија, ги повлече назад тие ленти и даден из Македонија, како да ти кажам, у една аптека дал 10 кутичиња, па немој да ги нервира поголем револт бе. Со тие 10 кутичиња само се испотепа, се испокараа тамо луѓето, кои луѓе и со автобуси и со коли отидоа, нема вика 10 донесоа, па како бе срамота бе. Абе него па искачува и плюс лаже. Значи лаже. А кој лаже тој краде. Ама да знае дека ќе си одговара, да знаат. Година дена немаат ленти за мерење шеќер. Имам информација на еден мој пријател, близок му почина, немаше пари да купи лента, му се поремети шеќерот, голем висок шеќер, добил срцев удар и почина човек. И тоа и овој министер за здравство е виновен за убиство. Да. Значи он учествува. Значи да разбереме една работа. Воопшто не е наивно тоа што барате ленти за мерење, затоа што ако не измерите, а не почувствувате промена, а имате промена внатрешна во нивото на шеќер, може да биде и фатално по вас диабетичарите. Тоа не го кажувате? Да, затоа што има неколку типа на диабет. Тоа е во ред. Момент. Има нестабилен диабет, кој што има диабетичари кои што не можат да го осетат у моментот дека му е покачен шеќерот или му е низок шеќерот. И после кој ќе дојде више моментот, тоа се минути, он не може да реагира, исклучи
искочил, да речеме, до продавница, постар човек, шекерот му бил цела недела, бидејќи не може да го измери, му бил 27-30, искочил тамо и тогаш му се појавиле тие симптоми за висок шекер, срцев удар и почиње човекот. Кога мерите, кога ќе видите некакво пореметување, значи, ако е ниско, треба да земете гликоза, ако е високо, земате инсулин. Така? Да, ако е Кажи нисок ми шекер... само ова од прилика. Јас сум тип Б, кај мене не е така, бидејќи глукофажот го ме контролира цел ден и подолго. Кај вас диабетичарите, кога доаѓаат тие нестабилности, колку е временската криза, од човек до човек верувам дека се разликува, но еве кај деца, колку може да биде тоа? Вака, значи дете не може да го осети кога шекерот му паѓа. Ако е во игра се игра, а шекерот, да речеме, те заборавил да јаде, или имало некоја поголема физичка активност и наеднаш го стигнало шекерот по 3. И сега, да речеме, не го осетува дека е шекерот. У моментот, ако дојде 3,0, па 2,7, значи може шекерот за неполни 5 до 10 минути да му дојде до 1,8 и да падне во кома. Готово, толку, да не идеме во деталиот и јас се припотресувам. Значи срамота значи, е и овој министер... Оваа игранка, овој јавашлук ги чини, и тоа само треба некоја сериозна истрага да видиме колку луѓе, колку деца има пострадано заради недостигот од овие ленти, бидејќи другиве што не се болни, нешто гледам, се прават на будали, може би не им е ни јасно, но те терав да кажеш за да сватиме дека може да биде живото загрозувачки. Затоа е многу битно. Колку време имате недостаток од ленти, бидејќи има еден албанец, пријател ми е, се јавува редовно во емисија, и иако е од СДСМ, и каже, вика, никогаш немало проблем, се е во ред, мене ми е во ред, нема проблем, зашто вака зборите и така натаму. До денеска немаме земено 10 месеци. 10 месеци. А прошлата година на 2-3 пати немаше по месец по 2. Нека не лажат. Значи, има луѓе кои што не може да си купат. Или да речеме последните динари од леп нема да купи, ќе оди ќе купи 750 денари едно кутиче ленти, а мора денеска 3 пати или 4 пати да измери. Тоа едно кутиче ќе му тера 4-5 дена. И замисли 2 кутичиња се 1000 денари. Значи 10 месеци по 1000, значи 10.000 денари на некој пензионер му има земено оваа влада. И неќат ни пензиите да им ги покачат. Они не што да ги покачат, они им зимат од пензиите. Значи секој пензионер што не бил диабетичар во наредниве 10 месеци го кошта 10.000 денари помалку од буџетот него. Значи 10.000 помалку му фалело за леб, за сиренце, за млеко или за било што. Оваа влада му има украдено на буџетот на секој пензионер. Срам да име. И овој министер ќе си одговара, затоа што има изјави на телевизија, имам изјава на Фейсбук, имам изјава сега што вика дека 100% ќе даде ленти до крајот на август, он не ги даде. И сега сите да направи некој новинарско испитување колку лица диабетичари починале за овој месец дена, они се соучесни во убиството на тие диабетичари. Тој министер ќе одговара затворски, да се знае. Еве ја го му порачувам дека ја ќе поднесам тужба. Кој ќе се смени власта, ја ќе поднесам тужба и ќе го обвинам за обид за убиство на мене. Ќе му поднесам, нека знае. А и треба сите диабетичари да поднесеме пријави до министерот за здравство за обид за убиство, затоа што ова е тоа. Затоа што мене завчера ми падна шекерот 1,7, немав ленти, потидов дека да купам пратив детето да ми земе мене. 1,7 ми беше. Ја имам нестабилен диабет, може да ми биде 1,7, после 2 сати да ми биде 30. Немав ленти, се остави така. А кога знаеш колку ти е дозираш, колку инсулин? Како? Значи да знаат сите диабетичари, значи сите знаат, ама еве да тие што не знаат. Кога ќе ви падне шекерот по 2, веднаш Кока-кола лименка една 250 чаша ја пиеш, ама не ја пиеш на екс.
него ја ставаш во уста, ја правиш гаргара, ја клюнкаш едно 2-3 секунди и ја голташ. И така со тоа манифестирање за неполни 5 минути шеќерот оди 4. Значи, лек Кока-кола оригинал. Тоа е спас. Јас сум го тестирал. Ми беше 1,8, исти 2 чаши Кока-кола, за 5 минути ми беше 5,2. Затоа што Многу претпоставувам шеќер дека има во него, ама ласно. растворот во Кока-кола е многу интензивен и многу јак, така? Да, зашто? Ако земеш шеќер да конзумираш, Да? бидејќи кога ти падне шеќерот, грлото се суши и не може брзо да се растопи шеќерот што ќе земеш лажича шеќер, да речеме она. Ме разбираш, ако се напие со вода, го разредува шеќерот и јачината му ја губиш, ме разбираш? А со Кока-кола, да, сум видел и странци на море, знаеш, почне многу чудно да се однесува паника, се стрча, ќе се удавеше, дојде жената и му даде Кока-кола. И после разбравме дека е диабетичар и викам, добро, нема ле што, ама гледам дека Кока-колата редовно во такви ситуации кога е голем пад, за да не падне у кома, Кока-колата брзо го враќа. Тоа е интересно сега. Значи, кажав, ако земеш лажича шеќер, супена, Не, јасно, со вода ќе се раствориш додека... И тоа јачината на шеќерот му ја разглажуваш и нема јачина. А со Кока-колата е многу јак шеќер и брзо со кофеинот веднаш влегува во тамо и се разредува и за 5 минути шеќерот се зголемува. О, јака ви душа. Јанко, поздрав, да се јави некој друг, одзема многу време, само да кажам, значи уште еднаш, ВМРО, отворете очи, водете евиденција, списоци, кои ќе дојдете на власт, подхитно сите што направиле криминал веднаш во затвор, а од тамо нека се правдаат, све да им се земе, да им се замрзне и да се врати во буџетот на граѓаните. Фала за јавувањето, лека ноќ и пријатно, одиме со следниот гледач. Директно во емисија, денеска така работиме, немате никаква комуникација со никого од техника, директно со мене, ако има проблем, ја ќе го решам проблемот со звукот и така натаму. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Па вака вчера се јавив, не знам дали се сеќавате, нешто зборев за градинки, за такви работи. Повели. Сакам прво ако треба и да се извинам, не знам дека ќе ви нервирам вчера. Не, те молам, иди на темата твоја. No hard feelings никаков. Слободно тереј темата. Добро, а денеска што е темата, пошто сега пред малку ќе Немам тема. Твоја е темата. Ти што ќе кажеш што е темата. Па може да кажем некој работи вака кратко. Што сакаш збори? Вака. Прво, денеска, пошто гледам сега тоа актуелно е, на телевизија, на вести, излезе дека на тој што е економски директор македонец со албанско потекло, мајка му и она зимала такви, а немала рак. Значи се лечела од рак, а немала рак. Значи тоа ако е точно, тоа исто е голема работа. Ја ги мислев овие албанци дека се патриархални, така воспитани, дека се по-честни, ама они се излегува бетер од нас. Ова се краде на ангро. Ангро и со разни шеми. Во криминал сме исти. Исти, ја мислам и боли се. Боли се, пошто гледам нашиве, овие сега македонци, ние што сме, викаме, добро е, овој ќе ми заврши работа. Дека они се сега директори, министри, чак сме задоволни со тоа што се директори и министри. Значи, тоа е више, не е едноставно, свака им част, они се влегува јако, дали намерно сака да уништат држава или се такви по душа и по карактер, не знам, ама сериозна е работата. А тоа, сакам само уште малце кратко. Вчера што го зборев за народот и за градинки, за ова задоволство, она, тоа е нашето прокрество изгледа, ако се сеќавате на она порано една парола, НАТО ќе не брани, ЕУ ќе не храни. Значи сега НАТО не брани, ЕУ ќе не храни, а ние паразити. Значи тоа е основната цел и идејата на целиот универзум, да знаете, дали меѓу луѓето, дали меѓу животните, дали меѓу растенијата, да бидат што поголеми паразити. Да бидат паразити, значи еве гледате животни, например лав.
лаво, седи ловат, овие му носат храна. Кај нас, гледате, секој сака друг да иде да пазари, друг да му сготви ручек, друг да го ова. Значи, тоа е целта. Значи, може да се каже дека ние македонците сме дошле до таа некоја идеална работа на универзумот. Дека е така и кај растенијата, не знам ако сакате може да ви кажам, и кај животните, секој гледа да биде паразит, тоа е идеалот. Значи, ние како македонци, значи, стануваме идеални. И така, ајде да не држам, да не филозофирам многу, Не, слободно, нема никој на линија, твоја емисија, ја немам ништо. Добро, ако прекинеш, ја ќе пуштам некои прилози. Така да, слободно избори се. Добро, ја би кажал уже нешто, например, еве за вчера кажав, сега тоа не беше, пошто не се разбира многу од медиуми, не знам како иде тоа, колку пари требат, како требат, и не гледам телевизии, овие нашиве телевизии, гледам YouTube. И за тоа, пошто само YouTube гледам, таму има музика, спорт, политички емисии, Америка, Енглеска, која сакаш држава, влагаш, си бираш што да гледаш. И тој Карлсон го има сега, што го избрка од SBS, од NBC, како се каже телевизијата, он прави подкасти многу јаки. Ја заради тоа го зборев тоа вчера. Гледам масовно е тоа, а не гледам овие телевизии наши, а гледам YouTube, а на YouTube ги има осим ова Хефталицата и Миленко, не гледам други. Вас ви има, ама некој пред година дена пред тоа имаат редовни Хефталицава и Миленко. И заради тоа го зборев тоа вчера. Не ради друго. Не, пошто нема проблем. сакам Нема проблем. Да ти кажам, еве ќе ти отворам и чисто да видиш. Јас сум прв кој сум се регистрирала кај Google и од X причини Google ми има... Чекај само да го... Еве. А добро, Хефталицава како успева тогаш? И овие у Србија, у Бугарија и други. Ја можам само да шпекулирам и да обвинувам. Но еве ќе ти кажувам од моје име. Дај го компјутерот мој, нема лажи, нема преваре. Еве аналитиката на мојот канал. И овдека прокажува колку е гледано, 1500, 2000 и така натаму и така натаму. Тоа не е ништо. Чекај се, све ми е мене јасно. Колку е воопштата моја гледаност, lifetime. Еве што ќе покаже да видиме. 8.265.062 so far. Сега. Да видиме колку е заработката. Пардон. Имаше? Колку е? Сигурно е малку. Не. Секако дека е малку. Значи, ја и кога сум бил најпопуларен, не сум можел да постигнам голема гледана. Например, имало неколку интервјуа, не знам, Мирка Велиновска, така. Одеднаш ми носи $200. Пардон, $200 е годишно. Мирка ми носи $20 таа година. Али парите не ги добивам. На Google сум регистриран, зашто имало нешто у шпицата или у рекламите од Сител, а у рекламите од Сител и видеото и аудиото е обично украдено од негде, од интернет, не се покриени тие маркетиншки, нели, онеа копирајтот, и чим имаш ти некој малце ова, они ти блокираат. И ја заради тоа апсолутно не можам да мрдам. Дури и овдека на ТВ Сонце, некои стари нивни шпици, ова, она, користеле некоја музика, која овие викаат, слушај, дечко, ова е копирај. Така се, за жал се трудам и шпиците и оние наслови, све, некој што ги направил овде уште пред 10 години. Тоа се алгоритми која ова се значи. И сега ми стига понуда да направам нов канал, да ги преселам сите мои гледања, сите мои емисии и да почнам монетаризација од ново. Океј? Да. Му викам, што ќе добијам со тоа, кога и онака овде едва и заработувам, и тоа ако е гледано, значи заработката е добра, само ако е гледано во Соединетите Американски држави или во Австралија. Во САД, ако ти е гледано интервјуто или емисијата, можеш да добиеш така. Добро, да ме прашам нешто. Дозволи уште само да, не само тебе, Да. туку и на сите. И сега вака ми, викам, ама слушај, ја, као што гледаш, не можам, 3, 4 илјади, 5 илјади, толку се моите гледања,
Други ве викам имаат по 50, 70, 100.000 стварно и ово оно, ваму таму. Ми вика вака. Ја не. За 300 евра кинезот сервери колку целово твое студио со акаунти која ќе му уплатиш, ќе ти изнаклика не 10, 20.000. YouTube не може да ги провали. И дури ќе мора да ти плати. Ама, да речеме, 50% од сумата што ќе добиеш, 50% мораш да ја и така натаму. Да. Значи, јас сватив нормално дека има гледани, дека регуларно си заработуваат со тоа и секој им чест. Но јас се чудам како некој има 150.000 следбеници, редовно има по 20.000 гледања. Од каде толку следбеници, зашто толку малку гледања? Ајде има 30.000 следбеници, па 20.000 гледања и да разберам. Ама, кога ми понудија ова, значи да си вложам во клико, викам, знаеш што, ке умрам, фала, не ми треба лажен клик. Боле негледан, боле мизерен, одошто да морам да си се бустам за да заработам, за да заработам 1.000 евра, од тие 1.000 евра 500 треба да ги дадам на некој кинез за да ми направи Тоа се ситни пари. овакво. Значи, Тоа за се ситни пари, никој тоа нема да го осетите. Никој не може да ме фати. Никој не може да ме провали. Не мора да е Кина, може да е Тајван, може да е Јужна Кореја, може да е некој сервер у Свирипичино. Не е битно. Битно ми е, ја ќе се осеќам мизерно. Колку имала мојава емисија овдека? 750 гледања. Немам проблем, супер. Ама знам дека 750 се мои, реални се. И како што и овдека, нели, ме убедуваат дури и колеги, не си гледан. Супер. Еве сега ќе го соблечам панталоните, ќе се испрдам у микрофонот. Ја ти гарантирам, до утре таа вест ќе биде на сите портали сегдека, по Твитери и така натаму со стотици илјади гледања. И сега се прашувам, гледан сум, битен сум или не битен сум? Значи, многу е уште исчашена ситуацијата овде. Во Америка да сум, многу е пореално. Значи, од таму да емитувам. Може би треба да направам некој акаунт, некој мој пријател, да му кажам у Америка, направи ми акаунт, па од таму да стримам и бидејќи покривањето и кликањето апсолутно е таму многу порегулирано, многу подобро кеш платено и така натаму. Ама неќам да ти кажам, више како ти реков и вчера. Јас сум со лопата на рамо, уште едно-две кречења, game over, ја завршувам работа. Тоа имате време, не се слагам баш со тоа, него ја тоа вчера го кажав, не знев, сега вие ми објаснувате. Објаснувам и на другите. Има сигурно махери многу подобри кои знаат се во ова, ама знаеш зашо им треба тоа лажно кликање? Затоа што ќе му отиде на Митко Јанчев у Кожувчанка, ќе му отиде кај газдава на Алкалоид, гледај еве ти банерче. Ама Митко нели? Да, па ќе си повлече. Ја ги знам како идат и работи, не само у медиуми, Значи, него и у политики. Потребно ти е лажно кликање затоа што ќе ти привлече и спонзори. Не знам. Не можам. Ќе почнам да дъткам, ќе се зацрвенам. Не ме бива. Да прашам нешто. Знаете ли колку кошта еден митинг, еве што збореше тој еден вчера после мене, на било која партија од Јакиве ВМРО, од 80 до 160.000 евра. 200.000 евра. 200.000 евра коштат јаките митинзи со автобуси, со сендвичи, со гардероба, со мајци, со знамења, идат и до 200.000 евра. Нема спонтан. Мора некој да плати за да имаш ти протест. Спонтан протест у Македонија. Ја колку памтам еднаш, Арачинова кога забранија и кога се собра народот пред собрание. И текнува. Така може. Тоа беше спонтан. Беше спонтан. Никогаш у живот не сум видел амбасадори, странски фактор, посрани од страв
Точно. Кога викаше Дека британскиот они не го амбасадор, организирале. ја нема да кажам до кого сто, ама еве ќе ви кажам. Латас беше таму, позади Латас стоеше брат Љубе. Латас го бранеше брат Љубе, еве ќе ти кажам. А странските амбасадори, пошто ја бев во дом на Арама, таму со уште некој, и уште не бев ни некоја фаца на телевизија, на еден текст што почнав, се сеќам, само им викаше anything, у смисла, што сакате, било што за да се смири ова, затоа што ги вадеа банкините, народот ги фрлаа у собрание. Се плашат од Тоа народот, беше сите. влез у собрание. Сите се плашат од народот, тоа го знам. Тоа го знам. Во дом на Арама имаше цел еден одред од полицајци или војници вооружени со боева муниција, се чекаше некоја команда за да пукале во народот. Овие народото вака се ги гледам и војниците збунети. Човече, ја појма немам. Значи, ми требаше 10 години да пречвакам што се дешавало тамо. Ја човек од 103-ка, дисџокеј, по женски, по ова, по она, и се наоѓам у една ваква ситуација меѓу тие луѓе. А таа ситуација, да го видиш, вака клекнат позади Латас, вака му се тресеше. Латас го бранеше брат Љубе. Тоа не ме чуди мене, пошто ја ги познавам сите. Како? Ја ги познавам сите политичари скоро, тоа не ме чуди што го зборите. Јас сум го видел сега, нека ме тужат што сакат нека прават. Со честна изузеци, два тројца што ги знам, што се она луѓе од улица што се збори, што се ги бива, па такви се албанците веćина, они не се политичари, они се све со ово, и за тоа се јаки. А нашиве се свилени. Нашиве се свилени, нашиве да му направиш вака, да му направиш и куршум. Полиција кога не е од негова страна и судство, он е поплашлив од црна. Тие ги знам сите ја. Него... Океј. Добро, другар. Готово? Готово ли? Па ако може... Ако не може, ја реков готово, извини, повели. Не, види, сакам да ви кажам за телевизија, пак пошто ви реков YouTube гледам. И овие нашиве телевизии изборам јаки што ги викаме национални. Тие ги гледаат луѓето ради сериите, тие турски. Иначе да знаете, па јас све што познам, никој више не гледа ништо друго. Единствено, ако пак дојде на тие контактните емисии некој јак гостин како Апасиев, како Стефче Акимовски, како така што привлекуваат внимание, иначе друго кој? Тој Зоран Иванов, еден што доаѓа нонстоп Зоран Иванов, па тој ведла, уште пред грците да го сменим името, ние македонците сме, од секоја сме били у тешка ситуација, ама сме ова и сме губеле, ама секоја сме иделе напред. Што го збори? Секоја емисија, секој ден на телевизија, па тоа кој може да го гледа више? И да знаете тоа, многу ретко го гледаат луѓе. Не иле, гајле, затоа што некој плаќа за такви гостувања. Ето е друго. Значи, кај мене у емисија, пред 2017 доаѓа и земаа хонорари за гостување кај мене. Ја тоа отпосле го дознав, ја поима немам. Хонорари доаѓа, а дали било гледано или не е битно, затоа што се користеше у пропаганда. Груевски си го користеше у своја пропаганда. 3 сати ќе доеше кај мене у емисија, 4 сати, вика може ли да збориме 4 сати, викам ја немам проблем. 4 сати и да е од Господ пратен, нема никој нерви. Ама нему му требаше у таа пропаганда и тоа си го користеше. На телевизијата, кешарица, камо ја да ги земев парите. А вие тоа не го знаевте? Значи, све дознав отпосле. Отпосле. Ама, дали сваќаш, кога имаш секоја вечер емисија, и која емисија трае до 1 до 2, мене ми викаа таа Јанко, ти си бил куропушач, ти Груевски, ова, она, вамута. Ја нема време да пушам никому. Значи, до 2 сата емисија. У 3 сат се враќам дома. До 4 додека ти излезе адреналинот. Да поиграм малце компјутер, да јадам, затоа и се дебелев, у 4 сабајле ми беше оброкот. Легнам да спиев до 12 до 1. 12:01 станувам зомбифициран. Јас сум неспособен ни за телефони, ни за средби, ни за ништо. Никогаш маркетинг немав, ја не водев свој маркетинг, други водеа за мене маркетинг. За да се наспијам,
нели, да се видам со моите, Ево, жена ми врски. ќе се врати од негдека 5-6 ќе се врати од работа, ја до сега веќе не се ни гледаме, оти од 8 ми е емисијата, тогаш од 10 која ми беше, ќе се видевме 1 сат, она зомбифицирана веќе и се приспива, ова, она, ваму и таму ќе се видиме и ја у 10, у 9 морав да тргнам на емисија. Кога време да идам, некој да ме брифира, некој да ми каже што да правам, како да правам, ама знаеш што, кога си веќе си се фатил на орото, они те жигосуваат, боле ќути. Што сакаат нека зборат. Ја да беше тоа вистина така, брат, ја ќе имав сега своја телевизија, а не за хонорар да работам. И ќе возев не Citroen од 2001 година, раскантан целиот, ќе си возев сериозно джипче некоја. Ама не, јасно. Биди ми поздравен, Не, фала ти си- многу, да си жив и здрав, лека ноќ и пријатно. Исто пријатно. А кога го спомнувам Ауди, овде ми стои вака. Зошто го спомна Зоран Иванов, а ја Ауди, нема да го заборавам пресот кога излезе Зоран Иванов, му беше портпарол на Бранко Црвенковски. Ауди имаше дадено понуда во Македонија да изгради фабрика за производство на Ауди A3. И тоа да биде национално возило, беше условот. Значи, што значи национално возило? Значи, кај нас ќе се произведува, наши луѓе ќе работат. Ја запознав еден од луѓето од технолозите кој беше предотреден македонеце, он се уште работи за Ауди, кој беше подготвен од Ауди, живее и работи во Германија, во фабриката Ауди, кој беше подготвен од Ауди да дојде во Македонија за поставување на компанијата во Македонија. И овие излегоа, не фала, не ни треба. Бернт Поселт, пратеник во Бундестагот, 3 пати се јавуваше во живо кај мене во емисија. Невидено е некој да одбие од Ауди. И Ауди рече, окей, фала. Уште ова само да ви го покажам. Мојот канал. Нека почека гледачот. Гледайте го ова. Ова е мојот канал и вика Channel Violations. Значи сум направил некој тежок прекршок. Active Community Guideline Strikes. Warning. Значи, на 16 ноември 22 година за видеото жена тепа малолетно дете во дежаву. Мојот канал е казнет и се уште стои со warning, значи помалку видлив, бидејќи знаат они дека народот е неписмен, нема да побара. Ако не му се појави сам јади бурекот, тешко некој дека ќе побара да погледне што сме збореле, што сум зборели, што сте зборели. А жена тепа малолетно дете во дежаву е од 2020 година, кога на скриените камери газдата со многу доблест виде едно криминално дело, го објави, ми го даде мене, ја го објавив, реагираше МВР и ја уапси. Тоа беше некоја што ги чувала децата, не родител, и не можела да излезе на крај, 2 деца и ги испотепала. На камера се виде. Заради тоа видео, ја им и они ме казнуваат. Разбирливо. Океј, ја им пишувам писмо. Им ги давам принт скринови, линкови од МВР, од Дежаву, од написи од вестници и викам дека ова видео се користеше како јавна опомена за да се најде сторителот и така натаму. Не. И сега после дознав дека контролата за цензура на Facebook, на YouTube за Македонија, во Македонија е македонец, некој кој работи за Пепси, за што ти ја знам ги контролира и така натаму и YouTube, а централата е во Тирана. Тие што се поставени таму, што го контролираат, се луѓе од Сорос. Јасно ли вие? Јас сум блокиран. Секако дека вие, публико, народе,
Можевте да ми помогнете многу. Можевте и во 2017 кога година дена мобинг има усител, не ми плаќа. Кога ми ја угаснаа телевизијата и му ја дадоа на боки, останав без телевизија, без работа и побарав помош од вас, особено од диаспората. Никој, освен Џорџ. И ја ќе му работам на Џорџ, додека он мисли дека му требам. Благодарам. Ама никој друг, освен пар поединци, никој. Значи, народе, мора да си развиете ви. Пола фамилија мене не ми збори више. Зошто? Затоа што веќе немам пари да им дадам. Од и тогаш заработив некои 1000 евра, па околу 300-400 евра од тие пари им помагав на едни, на други и така натаму. Кога прекина, кога секнаа парите, секнаа и пријателски, и роднински, и црковни врски. Тоа е многу интересна работа. Ама знаеш како ми е мир на глава? Да, јас и жена ми сме прилично осамени, што се вика, имаме двајца пријатели и сме преблагодарни на Господ. Имам духовник, кој никогаш не кренал раце од мене, ни јас од него, може би јас од него, ама тоа е тоа. Зезнато е малце у животот, знаеш, ама вака на овие мои години, како убаво од трето лице, како е оние игрине, Диабло, знаеш која ги играш од трето лице перспектива? Феномена, све ти е јасно. Има гледач кој чекаше, затоа за награда ќе добие колку сака. Повелете. Добро вечер, Јанко, Илија на телефон. Илија, бе, жив ли си, бе, да си жив и здрав? Жив сум, ме најде на трагедија, ми умре керката на 40 години. Леле, Бог да ја прости. Како бе така? Така, на 12 август беше родена, на 12 август почина. Маце од Јавашлук, не отиде редовно на колоноскопија, чекаше 7-8 години, не ќе се доди на онкологија. Видите дека други зборуваат за онкологија, најлоши работи, јас задоволен сум од онкологија. Редовно ги примаше овие лековите од персоналот, од медицинската до високиот ешелон, редовно ме примаме, не ме знаеа, таму мате ги штамирав, и јас ги земав терапијата ја носев дома. И таму уште еднаш, Илија, молим? Од моје име и од името на мојата екипа, Бог да ја прости, нека е царство небесно, вам нека ви дарува утеха на вас ближните, вечна ја памјат, искрено сочувство. Повели, говори, малце ми е тешко било што да кажам после ова што го кажа. Повели, Илија. Види, Јанко, вчера маце мене тешко ми падна кога рече дека мисијата ја гураш на мускули и мене ме чуди како еден Еврофарм, Циле, како еден Зегин, Благоја, кај тебе не рекламират. Кога прескачав во емисија, 3 пати имаше ме прекина реклами. 3 пати реклами имаше во твојата емисија 2014. 4 пати имаше реклами во 2016, да, Јанко? Пред да дојдат овие багабонтите на власт. Значи, на вистина, во 2016 година, пред ова мафија да дојде на власт, имаше ти реклами доста. Што стана со рекламите, не знам. Ако треба отвори сметка, колку можеме, колку треба ќе дадам. И тоа е сите што се јавуваме. Гледам си, Бенко. Гледам, сакам и ти си народски човек. Твоите многу луѓе твојата емисија не разбират. Значи, во твојата емисија нема навивање. Например, многу мислат дека ти навиваш дека си десничар, може си десничар, дека навиваш, али нема. Значи, кога правам на скенер, на рентген, ти си најкоректен од сите скороводители. А да не зборам за квалитет. Ти си за сите Ливерпул. Да им кажа на сите. Зашто се јави сега? Многу се бламе ова мафија од влада, не знае како да намали, да ги намали цените. Абе нека ме викни во Хелјавио, Ковачевски, и јас за 2 дена ќе му кажам како да ги намали цените. Те слушаш, Јанко? Да, те слушам. Ова само илустрирам од твоето гостување тогаш на сите. Слушај, али целиот хонорар не го префали на Јади Бурек. Пиаро него ме слуша 100%, и јас целиот хонорар ќе донирам на Јади Бурек. И на вистина, ако не ги намалам цените, јас обеќавам дека на 1 октомври рипам во Вардар
од одгоре, не од кај се открзнат во другиот мост. Ево, беќавам на сите што ме гледат и што ме слушат, дека за месец дена можам да намалам и во млечната индустрија, и во прехрамбената индустрија, и во млинско-пекарската индустрија, и во месарската индустрија, во сите индустрии каде што сум номер едно, што викат бугарите. Значи, знам како и знам каде и така натаму. И друга работа, овие супермаркетите, Тинекс, Зеро и Рамстор. Јас, например, ќе им кажам, газди, зашто вие ставате 10% профит на секој производ? Доволно вие што плакате на 6 месеци фактури, на година фактури, и сега Тинекс собира во дено например, од 150 има супермаркети, собират 10 милиони евра. Па тие 10 милиони евра, тој му се кеш, кој ги собира. Ги дава после на овие маливе апашки овие банки што ги заев што ги створи и што земат камати 300%, 400%, ако има денеска кеш пара, си е богат човек. Тоа кеш пара нема ни Трамп, нема никој во Америка. Ови имат кеш пара, Јанко, а плаќаат фактури на 6 месеци. Тоа е голема работа. Да имате кеш пара, а да плаќаат фактури на 6 месеци. Со моја стока работи тие, нема негова стока, или Рамстор, или Веро. Така, и сето да во беше, сакам да го поздравам Христијан Митовски, првиот човек на Баморот да помене, и да му кажам, дека, ме слушаш? Да, те слушам. Дека, кога се подпиша договорот со Преспа, ако викнеше од извршниот комитет од Аеродром, од извршниот комитет на Гаджи Баба, од извршниот комитет на Кисела вода, тие ше сопствени каде победила, и од Охрид, Битола по големите градови, по едно 100 коли, а тоа е, да не кажам, каков дим, факио дим, вагина дим, тогаш ќе имаше таму едно 7-8 народ, 10.000, па дека можеше најголемиот гробар и идиот во македонската политика и Јуда, Зоран Заев да го подпише тој договор. Друго ќе имаш, а друго таму беа 15 луѓе кои дојде милицијата удбашка и ги стара. Али друго кој ќе беа, например, нема ни согласно со мене, друго ќе имаше 50-60 народ, а во ова мобилна телефонија, во ова сега да не може да собериш 50.000 народ, или не те бива, или ојси. Значи, порано Лупче Георгиевски, Звековски и јас и сите собиравме со гулап по 20-30.000 народ. Со мобилна телефона да не може да собериш 50.000 народ, срамота е. И за тоа што се јавив, дека сите амбасадори, кога се подпише овој договор, во истата секунда треба да се вратат во Македонија, а не да му се лигават на Зоран Заев. Особено мој најголем пријател Маријан Ѓорчев, кој беше амбасадор во Бугарија. Кога гледам како се лигаеше со Заев, а Заев подпише капсулански договор, се вика Милија, со кој човек си имал работа. Си окорам денес го сретнат. И сега, помажи му беа сите тие амбасадори 20-30 пратени од Груевски и од Иванов, помажи му беа тие 300.000 плата или 200.000 плата, негова што го имат Баморовско во себе. Нека им студи на чест. Но кој ги поберам еден ден, нека да тука излезат. Докајте во емисија, ако ме викнеш. Илија, режија, дај ме у програм. Илија, две работи. Добре дојден си во секое време. Еднаш дојде, имаше проблеми, ми кажуваше, значи, не прашуј, доаѓај. Само кажи ми, Јанко, утре доаѓам кај тебе. Толку. Сега да ти кажам нешто. Втора работа, не, завршува, сега ја те исклучувам. Втора работа, кога дојде кај мене, ми рече, имам 3-4 бизниса, ке ти се јавам да пуштиш договор за рекламирање. Никогаш не пушти за рекламирање ти кај мене. Мислам, никогаш не ти ни барав, твоја беше само иницијатива. Може си заборел, може не. Али ја нема да ти побарам тебе ништо, како што и од никого не побарам. Биди ми поздравен и добре дошол во секое време. Ништо, без пари се за кај мене. Лека ноќ и пријатно, одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало? Да, добро вечер, повелете. Добро вечер, Јанко. Малце Илија
ме извади од концептот, ми го наруши и од мене, Бог да прости ќерка му. Ти се јавам само заради овој гледач од пред Илија што беше, кога кажуваше за овој Иванов, новинаров. Мене ми се чини, Јанко, има во Македонија едно 15 на 20 луѓе, а ги гледаш нив на телевизија секој ден, на само вистина или тие такви емисии, знаеш дека нешто лошо ќе се случи на Македонија. Како оние црни птици, она што најавуваат зло нешто, као чавки, така ли? Па јасно, па види, а тоа се сите ги знаеме. И сега, овие, порано сум те гледал, ја не сум учествувал во оваа твоја емисија, порано брзав дома за да дојдам за да те гледам. Сега, искрено ќе ти кажам, ретко те гледам, многу ретко. Ако? И ги гледам, ама од сега од вечерва гледам дека пак ти е интересна емисија и никош не си бил неинтересен. Затоа што таков ти е концептот, не како овие емисии што ги даваат, например, на 24 вести, таму има едно надуено конте, па вади црвени картони, па не знам се глупира. Ама тоа ти е систем Смедеревац. Знаеш, овие такви водители у Србија ги викаат смедеревци, кои ќе дојдат од у Белград. Добро. Од натрешноста и јадат живи луѓе и ни ги викам пушти го, нема, тоа е Смедеревац. Така и овдека има едно момче таму 4 саат што се му го заборев името како се вика и се јавуваат истите луѓе и истото го мелат. И јас се јавив сега сакам да ги прочитам, овие ги запишав. Например, ако видите дека се јавува овој Бујар Османи или Исмет Рамадани, кој ќе го видиш, они се ултранационалисти. И Исмет Рамадани, кој ќе го видиш вака кога збори, мјаука мислиш дека е маче. Или кој ќе го видиш Нано Ружин. Или овој Неджат Јовановиќ од Кавадарци. Или Петар Арсовски, Алберт Муслију, Љупчо Зиков, Зоран Иванов, овој Борјан Јовановски и Мерсат Билјали, Дарко Лозова. И тие кои ќе ги гледаш и секој ден, ја не знам, најверојатно имаат некоја тактика или им наредуваат на овие уредниците на тие телевизии да ги викаат еден по друг. И ја мелат истата приказна. Како немаме избор, изборот е еден, значи ако не влеземе во Европска унија, готово ќе не снема. Или овој, и сега јас би сакал, пошто ми беше ова најважното што сакам да го кажам, дека кога ќе ги видиш овие луѓе, одмah знае дека нешто ќе се случи лошо за Македонија. Што сакам да кажам за овој, како се вика, овој што е... Немој тоа правдоверија. Ова ми звучи као она, кога ќе видиш црна мачка на пат, се сеќам, идеме со сопругата и гледам црно маче поминува, а јас сум мачкар невиден. И еден човек кутриот се симна од точак, се превртуеше, се идеше од друга, абе викам, зар ова? Не, ја го земав мачето, го испогалив, гајле си неа, ми ништо не се случи посебно, ни мене, ни нему. За овој крупниот, дебелиот, овој што е за европски прашања, Маричич, он за негово добро треба да држи диета, нели? За негово добро. Ама он мора да почне да држи диета и за овие обеќањата што ги дава. Значи, човеков само кажува, обеќа, човече, застани, малце, како не може да разберат, не ми е јасно, дебла, тоа најверојатно го прават за дебели пари. Не може да, нели им е јасно дека се знаеме, дека завршива тие игрите како порано што праева. Завршива и се продолжува да прават предавства. И сега, јас сакам да им кажам на овие дека единствен антибиотик против предавството е строгост према предавството. Нема друг начин. И дека народот кој попустлив према предавството го снемува.
секогу треба да му биде јасно. Ја не знам што не е јасно овде. И секој човек, нас што се јавуваме вака, на секој човек кој е попуслив према предавството, има дупки во главата. Што поише ја си попуслив према предавството, толку поише дупки во главата имаш. Секогу му е јасно тоа. И единствено дека гледам дека оставаш така да зборат луѓево и ти кажувам мислено дека порано сум чекал да дојдам да те гледам, ама сега најверојатно ќе почнам да те гледам повторно така и најверојатно ќе ти се јавувам почесто, пошто имам вака некои работи да кажувам, затоа што немаш ограничување, не вадиш црвени, жути картони, па не знам што. Ќе дојдат од село Селендри, ќе ги бапнеш убава како се вика, ќе ги бутнеш у телевизија да бидат водители, он црвен картон ќе те не се јавува, а тие што му се јавуваат се истите луѓе, истото го велат, не ги исклучат, нема црвени картони. Види, ова да ти го кажам. Како? Затоа ова да ти го кажам, пошто ја ова само го контролирам. Што се дешава позади, не можеш да го контролираш. Сега ќе ти го кажам од прва рака, затоа што го правеле и на мене. У одредени работи имаат посебен телефон, контактните емисии. Посебен телефон. Ја, например, ги имаме овие два телефона. И тоа е фикс. И то нити некој се... Тоа се тие два, нема трет. Не можам... Единствено, ја ако некому му се јавам овде кога го пуштам од мој телефон. Но во другиве телевизии порано што работев, знаеа при некој е клучно, ако например некој ја гостува или има некоја афера дента, и ќе уклуча и од штаб се јавуваат. Или од друг, или од трет, не е битно од кој, посебен телефон. И ја тоа не го знам, додека не ми шепне, например, со страв реализаторот од после, затоа што, нели, тоа е команда, уредник му доаѓа и му вика, уклучи ова. И ја појма немам, ја гледам овие телефони, знаеш. Али после, знаеш, кој ќе ми речат Јанко партиски јавување, што да правам? Знаеш, кој ќе ми рече некој Јанко тонот не чини. И што се шрафцигер да извадам, што гледаш ја, како да го поправам овде? Сега, еве, чекај, тонот на Google, тонот на миксета у ТВ Сонце. Јанко, цинцулаторот на колата не ти работи. Одма! Многу, окей, одговорноста е секогаш моја. Јас сум ликот и сум прифатил тоа. Не можам да се вадам од тоа. Нема перење, затоа сум јадал и мас, сум јадал и стап. Али да ти кажам, намештајки колку сака. Затоа живеат уште телевизиите, им се потребни на партиите. Главните што се телевизии, сите се партиски финансирани телевизии или служат на некоја партија. Скоро сите телевизии имаат некаков ситен дил, помалку или повеќе, освен ТВ Сонце. Ѓорѓ Атанасовски, бизнисмен од Флорида, и ако има некоја партија овде влијание, тоа е Републиканската партија на Соединетите Американски држави, пошто он е член во таа партија, е толку да ти кажам. Добро, фала ти многу. Ајде, поздрав. Се најубаво ти се. Секој е добро, чао. И немој да гледаш редовно Јади. Ја не гледам Јади Бурек, па ти ќе гледаш. Седи таму. Уживај, кој ќе кризираш, што да прави, пушти ги тебе, ту, види го каков е, па ја добар сум бил. Знаеш како беше порано у Југославија, тоа Рамбо Амадеус го кажуеше, вика, кој ќе пуштиш, вика, америчка телевизија, енглеска телевизија, австралијска телевизија, вика, кој ќе излезе, вика, тоа лепотица, шишките наместени, дотерана, убав поглед, нашминкана, ваму и таму. Ека пушташ наша телевизија, ја го гледаш овој црепон цел, ваков, таков, со расипан зуб ко Јанко, овако, ја гледаш она, вика, водителка на новинарка, на ние лопата, да ни оравче од рука со машичка. И после вика, ама тоа беше добро. Тоа беше добро. Знаеш зошто? Вика, тоа го спасуваше бракот, вика, порано у Југославија. Оти вика, кога ќе видиш америчка на лепотица, ја се вртиш, ја гледаш твоја, пумори селјанко, една не можам да те гледам.
за никаде си. А вака, вика, ја гледаш, вика, ова за никаде. Се вртиш, ја гледаш жената и викаш, па не си лоша, бе, добре. Рамбо Амадеус, цар! Добро вечер, последниот гледач за вечерва. Добро вечер. Ало? Не слушам ништо, режија? Да, јас ве слушам, ама многу тивко ве слушам. Добро вечер, господјо. Повелете, сега ве слушам. Говорете слободно. Јас сум Снежана Курновска од Битола. Работев 19 години во полиција, во униформа. 17 години работев на пријавница СВР Битола. 2 години работев, година и пол работев во полицијска станица Краменица. Скоро година дена на грчки конзулат. Последните 10 години што работев на пријавница, толкав криминал меѓу инспектори, дел од инспектори, со началник на ОКП, компјутерски криминал, инспектори, преголема организираност заедно со ОЈО. Во живот мој немам видено, во ниједна хорор филм немам видено што се случва ова во СВР Битола. Пријавив семејно насилство од и другите семејни жени и жртви со извештаи, со мали деца тепани, ги оставаја надвор во кругот и инспекторките ќе му речеа дека треба да го пријават случајот во ОЈО. ОЈО одеше во ЦСР, ЦСР му велеа во полиција, полиција во ОЈО, ОЈО ЦСР, така 10 дена жените ќе вртеа и пак ќе ги смирија со мажите, имала семејна терапија. Таа така најново бива во проектот семејна терапија, проект со деца со посебни потреби, од кој што во меѓувреме сознание добив дека преголеми донации добиле од Англија, ги поделиле меѓу началникот на АКП, меѓу началникот на АНБ, меѓу Лиле Талевска до ОЈО, Оливера тука смешана во многу настани и таа добила финанси. Се здружиле во големо злосторничко здружување. Дали се слушаме? Да, господо. Кога јас пријавив семејното насилство мое, без да познавам кумановка адвокатка Катерина Котевска Каладжиовска, тогашна, сега е Катерина Котевска Тисниовска, од Куманово, мажена и разведена во Битола, работела години во камиони со превозници приватни, значи години му водела книговодство. Како што останала адвокатка и магистар за семејно насилство не ми е познато. Во овој период година и пол, две, познато ми е што запознав илјадници жени малтретирани, тепани, измамени од Катерина по 50.000, по 100.000 од подрачјето на Битола и од подрачјето на Прилеп. Побарав да се иземи Катерина, да се проверат документите на Катерина каков адвокат е. Бидејќи по пријавување на семејното насилство, хитно ми рекоа дека мажот ми е странец грк, дека јас се плашев од него многу години, барав помош од полицијата, заштита, бидејќи е грк, дека и малото има грчки пасош, ќе биде земено и однесено на граница, така ме заплашија колегите, да ми помогнат социјалното и инспекторатот од ОКП. Во тој период, кога пријавив семејното насилство, јас веќе почнав од моите колеги да добивам од сменоводители од сето тоа, ама веќе поќе го видов што се случи. Значи, почнав да добивам сознание, мажот ќе го добие, 4 пати бил во конзулато грчки, се жалел дека тој ќе го добие, сето тоа ми не сврше страв. Немав отидено во социјално, му се јавив на командирот, на заменик командирот во Златковски, му велам, добив писмо со уназад датум. Значи, го добивам писмото и очекуваш дека ќе одиш утре, други ден, по други ден се повикан. А не го добиваш писмото со уназад 5 дена датум, значи уназад не можеш да го вратиш времето да се јавиш во социјални грижи. Иако со такво писмо, рече, што си барала 100 пати во социјално грижи. Таков командире, не е точно, ја социјални грижи, знам кај се наоѓа во Битола, во Карпош, кај е зградата, ама никогаш не сум пошла во социјални грижи. Не си пошла 100 пати, ми рекоа. А не може да ви рече 100 пати сум пошла кога воопшто немам појдено во социјални грижи. Никогаш не знам влезот од кола, од комбе службено, кога сум работела интервенција, сум го вишла, ама внатре немам стапнато.
Не рече, појди, ама си пошло 100 пати. Не знаев јас дека тие му биле шеми лаги. Отидов во социјалното вика немат писмо од ОКП, дојде, но ама причаки надвор, ќе видиме што ќе се случи со тебе. Се случвам со началникот на ОКП, рече да, писмото е пратено за семејните наследства. Се што си пријавив и во мој присуство беше таа адвокатката измамничката. Во исто време, ниту влезе некој од полиција да донеси писма, ниту излезе некој од вработените од шоферите. Сознание имав јас во тој период дека за нега на болен шоферот Ицо Марушевски зел 500 евра и причекнал да му датуше 1000 евра од Дизелдорф за нега на неговата сестра, за мајка му, за да зема сестра му дека е психијатриски болна. И, значи, то сознание го имав. Излезе на вработена, рече, ајде влези, писмата ги донесува. А наш вработен од СВР не дојде, ниту излезе некој шофер па да донеси пошта од архива од СВР. Сега че во нивната канцеларија, таа се вика Дуди Јаја, таа е штипјанка, претешка измамничка. Влегов натре, добар ден, јас го имам тој проблем. Ми даде една изјава да напишам се што мажот ми се однесла со мене, уште едно липше се што се однесло према детето, малолетно. И после тоа ги напишав јас писмата. Влезе еден шеф, се представи како правник од некој прилепско село или Прилеп, мале газел, мораш рече ти да се сместиш во шелтерстан. Во шелтерстан мораш да се сместиш. Земвај го малото одма, заминвај од тој странец, ке ти го земи вечерва, некој од неговите другави ќе го изнеси на двор од државата. Такво сознание му дале. Отидов го зедов детето, ме смести во еден стан, само та рече Дуди Јаја, мораш да кажеш на еден, имаш право на повик, сакаш на командиро, кажи му, сакаш дома на твоите, ајде 2 пати ќе ти дајме, кажи му на кој си и место пресели се во станот шелтер стан. Отидов во тој шелтер станот, тој беше некаде околу најмногу 20 квадрати. Целиот беше со црвие. Добро. Целиот беше со црвие. Натре во купатилото беше затната канализацијата, излегваја коси влакни, била претходно нека мајка од Албанија со 4 дечи натепана, мажена била во Кукуречани, биле сместена, ама пред 6 месеци, значи напуштено, неисчистен станот. И прашав ја само зошто мајката го напуштила станот после 6 месеци, рече дека била преку шоферот, кажа на каде е сместена, мажот му со некој друга до Прилеп. Дошол ноќта, ја истепал во тој стан и ја зел назад во Прилеп. Сега тоа дали е точно, дали уште дополнително да ни внесат страв ради грчкиот државјанин, дали ќе дојде во тој стан, само ми речела Дуди Јаја, не смеш да излегваш надвор, ќе иди психолог да разговара со детето и ти ќе седиш во овој стан, ќе ти носам јас јадење, пиење, се што треба. Еве ти рече 4 млека, 4 или 5 млека, 2 леба и еден пилешки стек. И си замина. Вратата да заклучиш, до прозорец не смеш, надвор не смеш. Сето тоа, ќе дојдам јас утре, ќе имате брзо судење, пошто е грк. Другиот ден, чекам јас, таа не дојде. Дојде попладнето, другиот ден, психологот, Илинка се вика, презиме не знам, од село Драгош, рече, јас сум мажена, имам 2 деца, еве донесов шак да поигра малото, а внатре немаше оние доволно фигури од шакот, значи пола шак. И рече му, викам, зошто Дуди Јаја, вчера не дојсе масло, пилешки стек имам, не можам и да го сварам, нема сол, нема масло, нема да му испрзам нешто, значи не смеам да излезам до продавница. Дај ми да че студенари, ќе купам јас масло. Му дадов студенари, ојде купе се врате. Реков, што правиме со детето, сакам да го расположиш, многу време го малтретираше, сакам да биди посретно, да че ќе излегам секој поплан да ќе идам јас, кој ќе си ги земам мажот ми да му ги предам на децата, ќе излегвам со твоето дете и ти во друштво и ќе разговараме како го живеевте до сега животот натаму. Добро, јас очекувам тоа. А другиот ден, после неколку дена кога излегов, рекоа дека та воопшто не е мажена, спие по манастири и не дојде на сак. Кој е точно? Дали Илинка дешо рече дека е мажена и има 2 дечина мали,
дали второто дека воопшто не е мажен, а манипулира со мајки и со деца, не знам која е точно. Значи, немам појдено за да видам лично таа дали првото е точно или второто. Тие 7 дена поминаа пеколни, беше јули месец, јуни месец, жешкото 40 степени, кусуров, натре клима нема, надвор да не излегва, дачи нас играат, се натре да живување. Третиот ден иди Дуди, четврти реков, Дуди ти не дојде масло, си купив преку Илинка, ама не дојде поќе ни Илинка. Реков и овој шоферот да не ме кажи, оти 500 евра има земено од 7 пеце, му барал дење ноќе уште 1000 евра, за 1500 за нега да земи. Сестра му навистина беше болна, години била лежала во психијатрија, во Прилеп, во Скопје, и со едно кафе доволно беше да ги почасти за награда, не со толку пари. И реков, тој се познава преку пеце со мажот ми, да не случајно ме искажи дека сум во овој стан. Не рече, нема да те кажи. И ми вели, имаш судење во 9 сата утре. Добро, станваме во 7 сата, чекам 9 сата утрешниот ден, ни судење, ни Дуди јаја дојде. Ниту јадење донесе. Ни джамо, толку е послушав што треба да порачам по други непознати жени да ми донесат јадење. Дојде 6-тиот ден. На 6-тиот ден Дуди јаја дојде, рече, шо сакаш? Реков, зошто Дуди вчера цел ден чекав време дека ќе има брза постапка? Не, што ти е тебе, јас тебе не ти реков какво судење, а уште првото кога влегов во станот, рече да ми го таиш телефонот, такво правилото, мора да има телефонот во мене. Јас честна, наивна, во телефонот немам ништо, што нешто, некои тајни да се кријат, не запучен, со Фейсбук отворен, со сетото, емајли, паспорти, значи што можат секој да види. Многу дадов телефонот на Дуди, останав без телефон 7 дена, со мало дете, го болеше стомак, плаче што ти не излегва надвор да игра, плаче што ти нема доволно тоа што сака да јади, да се напијат, да има другарчина да си игра. 7 дена не остави да се живуваат Дуди и јаја со нас. Од 7, излегов после 7 дена, иди поново, после 7 дена рече, ке имаш утре судење во 11. Дали се слушаме? Да, господјо, едноставно немам што да додадам, ве слушам и говорете колку што вам ви е потребно. Ви благодарам да се здрав и жив. Сакам цела јавност да се слушни. Излегувам од речи, имаш утре судење во 11 сата. Дојде некаде каде 10 сато 11, и јас се чекам на врата, сето тука спремно стано, изчистен со моите блузи, ги чистев, црвен брев, се изчистив. Се станати на вратата, дојде та и рече, оди ме насуд. Дојде после 11 нешто. Реков, во 11 беше судањето. Може да закасни, може да има друго. Ама ќе иди, рече Катерина Котеска-Каладжиевска на судење. Јас реков, Дуди, сакам ти да дојдеш. Ти си од центарот, ти си представник, ќе се зборниш. Ама ќе дојдам јас, ако напишеш овде на листо, и вика на цел глас пред Димитри. Димитри имаше 9 години. Да, вика на цел глас. Ако напишеш овде дека јас, Снежана Коруновска, сум задоволна од станот, сум задоволна од ССР, сум задоволна од јадењето, пијањето, се однесањето, од културата, од се. Еве ти го телефонот ти го враќам, сега не ми треба поке. И ако напишеш дека сама го напишеш станот, а предходно ми велеше само имаш 48 сати, а сега рече сама го напушташ, имаш поќема, сама го напушташ, сетото да го напишеш убо, а тоа што го првите пријави што ми ги напиша како те тепал, како ве малтретирал 13 години, 12, то дувна ветер од прозорецот и вратата ми беше отворена, скроз под шкафот ми се напикаја пријавите, не можам да ги извам. Толку ќе дојдеш станица ова во ЦСР од утре натаму ќе напишеш пак дека како ве тапаш, ама не мора толку се да напишеш сега, доволно е да напишеш најбитно ова што ќе го речеш дека се задоволна од мене. Добро. Ама викаше на цел глас. Димитри почна како солзина да му течат. Вика, мама, пиши шобара само да излегваме. Оти шоферот кога идеше Ица Марушевски, со огромни камења маваше по прозорецот. И кога влезе натре, тој истиот шофер, му велам јас Ицо, срамота е што маваш, што доста имаше доволно страв детето од татко му, а ти сега маваш со големи камења по прозорци на приземје, што може да се скршат, да го исечиш цело дете, да ме исечиш двата, да не исечиш наше по лица, такво, како се мава со камен во прозорец. И кога идеш на звончето, јас ве гледам из прозорец, дека идите, упорно
звониш 5 минути на цел глас. На цело, мислам, звонче се држи сова. Зашо прави стресој? Доволно ни беа стресој, од него и се тргнавме во мир. Ха-ха-ха, со тој израз. И лекте му речеше на Дуди, ајде брзо, ти ја се брзам охри, демек. Остај што треба, кратко, за да не се зборни отидено се шадење. Без разлика што или една вода да дојде, што ти регоса на водата пушташе. Ништо, значи тука не ми дадоја фора да зборнам. То не е толку битно, излегваме на судење, јас не можам да дојдам, 1000 жени ме чекат, имам жени во Квадрат, имам жени сместено во Прилеп, имам таму, секаде ме чекат, тешка кој штаплер, како што еднаш ќе повторам, ме слезе точно пред адвокатката кај улицата кај Звончарите, Катерина веќе ме чекаше, адвокатката, само ше излегов, кај си ти излели досега? Реков, 7 дена бев во тој стан, како еднаш не праша, тој ми рекоа, не смеам да излегвам. И реков, толку ме боли глата, толку сум насекирана, толку овие дена, реков, 7 дена што ми го направила, ајде да не се секире, ке дам на таблета, те боли глата, ме боли му, велам. И изваде аналгин, шо, и ја прашав од медицински, имам завршено, што ми даваш, Катерина? Аналгин, рече, ти давам. Си зедов таблетата, бидејќи нема вода, се наоѓа во моментот пред сладкарница Стела. Легвам натре, добар ден, едно чупче ми даде. Вода се напив и се тргнав према Сузот. Ало? Ве слушам. Извинете. Отидовме доке во близина до судот, вика, мене ми треба да ми даеш пари, па сето што ќе те представувам сега ќе кошта околу 22.500, ама барем 20 изле од утре натаму ќе ми даеш уште 2.500. А истата Катерина е поставена била на бесплатна линија. Одам јас за да земам од банкоматот да извадам со картичка 20.000 денари и ги дадов на рака, рече, мене ми треба, те си имам одма деца за гледање, 2 дечина си имам, треба да му однесам пари. Му ги дадов тие 20. Претходно пред да излезиме, кога му реков малечкото, дали ќе дојде психолог, дали ќе го земи нас да зборва пред судијата, сетото да кажува, рече, воопшто нема потреба малото да се носи. Носи го кај сакате, ми рече, Дуди, го однесов кај ни пријатели, подалечни роднини, за да го чуват. Прашав пече скути, го однесов таму, значи сама да се снајдам со детето. Влегваме во судницата, не може да има судење, да причекаме. Чекавме околу 2 сати. Како изчекав тие 2 сати, отсеќав како да имам магла низ судот. Ај ќе слезам долу на цигара пред судница, пак осеќам бела магла, пак качи се према судницата, влегвам натре бела магла, го гледам дојден сопругот, гркот, со 20 адвокати, му вели дека не знае воопшто македонски да зборува, а знае перфект, идел тука од 2004 година, мене ми се кажува во 2010 дека не знае македонски, дека од филма Шехерзада го научи македонскиот јазик. И внатре со преведувач Давков беше преведувач овластен и едно Горјан. Пуштено биле од двата од Анаба. Двата адвокати препратени од Анаба, никој не писмен за македонски и... Господјо, дај му кадар. Да скратам? Господјо. Да скратам? Да, мора да го скратите за да разбереме. Значи се јавивте, замолкнав и ве оставив бидејќи зборевте за семејно насилство. Да, семејното насилство сакам да го кажам. Дозволете ми не само за вас, туку и за сите. Процесите во судница, диалозите со судијата, диалозите со адвокатите, веќе се безпредметни во јавно. Да ги слушаме. Тоа се ваши лични и така. Значи, конкретно насилството што барате и да има кохезија, за да има смисла. Да не биде ова исповедалница, колку да кажам, кажано е. Дали е кренато рака на вас? Како дали е кренато рака на мене? Не. Дали се јавивте дека се жалите на семејно насилство, така? Семејно насилство, значи во преголема мера, во преголеми години, со умисла ми... Што сакате да постигнете со ова јавување? Сакам да кажам, за сите жени во Македонија, сите насилници, мажи, што се останати како тој од Кобаново, како во Битола, се наркодилери, му помагат на началниците во СВР Битола, другите не знам во другите градови. За дроги, за делење, за пари. Заради тоа ние жените не сме заштитени. Тоа сакам да го кажам, го утврдувам, со
1000% точни докази со тоа што Ви благодарам. Ќе кажам, многу е смешно, ама ме затруја за да ме вратат ке насилникот, да речат дека нема семено насилство. И плюс, кајка ми направија војо, дека сум ја тргнала обвинителката за коса, за ногте и за големиот прст, средниот му сум го искршила. Такво нешто не постоеше, ниту таква мисла имам. Јас сум медицинска сестра, си бев како доброволец во единица Лавови во 2002. Од единица Лавови, од единица Волци, се што му сметаше, не разоружаја, не остаја, не оцрнаја како некои маструми, дека праиме некој обратно си го прат нивно како што му одговара и немаме, како да речам, организиран злосторнички криминал не можеме да излеземе. Тоа во онкологија, јас имав мајки што плачеа да Дали ова ваша пријавуваат. сторија ја имате негде кажано пред камера, телевизија, интервју? Во Молев правев не сакаја, Сител се плаши, Телма се плаши, Апла веќе не иди во обзир, оти во Петокот имаше собрекајка, кола горела, брза помош, пожарна и полиција, сето ке Света недела овде на влезот на 50 метра ке Света недела, никој ништо не пишавте од медиумите, оти се плашат да кажат. Настаните во Битола ги кријат, имаше од ковид починато, на пријавница, значи настани знам, 3 дена носеле јадење, пиење Добро, за веќе идеме во а други тој бил теми. умрен. Господјо, ја ви благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Големи кајки, прат, големи местенки, ова Режија, благодарам. Значи, ви дадов простор како што никому не сум му дал овде во емисија. Благодарам за јавувањето. Тоа е тоа. Ја завршувам вечерашната емисија. Лека ноќ и пријатно.